8 часа и 14 минути го започнуваме вториот дел од емисијата, а ќе започнеме со нов разговор во студио на една многу важна тема. Велат колку повеќе јазици знаеш, толку си побогат, меѓутоа англискиот јазик конкретно веќе одамна не е само вештина, туку и реална потреба без која што не може да се функционира во глобалното општество, особено во бизнис светот и новите можности и алатки што ги нуди онлайн работењето. Но со новите времења доаѓаат и нови предизвици, повозрасните генерации имаат малку повеќе проблеми или мака да совладаат граматички правила кога станува збор за јазиците, додека денешните деца често пати полесно го кршат јазикот на англиски отколку на мајчиниот македонски јазик. На овие теми утрово ќе разговараме со професорката Маја Серафимовска-Борозан од се разбира професор по англиски јазик, се извинувам, во средното Јосип Брос во Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Ване. Ви благодарам на поканата во вашата емисија и најпрвим би сакала да ги поздравам гледачите и моите колеги и ученици, да посакам успешна работна недела. Да, понеделник е денес, нова работна недела. Благодарам што прифативте да разговараме на една важна тема како професор по англиски јазик. Па за почеток, дали се согласувате со тезата дека англискиот јазик веќе не е избор како некогаш, туку основна писменост во денешно време? Па, многу интересна ви е тезата и се согласувам, бидејќи англискиот јазик порано се изучуваше од прво деление, од пето деление, меѓутоа сега со новата програма е од пето или шесто, како втор јазик, значи друго изучуваат, така да голема е важноста на англискиот јазик во целокупната конверзација. Како професор со долгогодишно работно искуство, како најмногу ја чувствувате вие разликата меѓу генерациите од деца кои учеле исклучиво од учебници и од училишната настава до новите дигитални деца кои што буквално и пред школска возраст веќе знаат да разговараат на англиски јазик? Така. Порано учениците носеа учебници, значи речници, работни тетрадки, има голема работна навика, значи се стекнуваше, со што има значително добри резултати. Меѓутоа, за разлика денешниве, повеќе го користат ChatGPT, IT алатките, што им помагаат во изработка на домашните задачи и проектите кои што се зададени од страна на професорите. Така да времето се менува и сега сме дигитална ера, ова се дигитални деца. А денес децата од најрана возраст се изложени на англиски преку социјалните мрежи, преку YouTube. Како професор ве прашувам, дали мислите дека тоа е предност или пречка, тоа што тие честопати полесно се изразуваат денес на англиски отколку на мајчиниот македонски јазик? Па тоа е како меч со двеоштрици. Колку што е пречка, толку е и значи од најрана возраст, точно они се поврзани преку YouTube-от и преку цртани филмови, преку разни емисии на англиски го учат основниот вокабулар за животни, предмети, спортови и почнуваат од мали да го изговараат. Значи, тоа е вербалниот дел, меѓутоа понатака кога ќе продолжат да го изучуваат, веќе наидуваат на друга пречка, тоа се граматичките правила кои што треба да ги совладат со текот на времето. Колку е тешко или можеби пак е полесно да се канализира тоа интуитивно учење на англискиот јазик подоцна во образовниот процес, освен граматичките грешки кои што се прават, или како што следува во учебната програма, дали е полесно кај деца кои што немаат никаква основа или оние кои што, како што кажав, интуитивно учат од цртани, од филмови и се она што прават во слободно време? Така, во голема предност оние деца што доаѓаат веќе со определен квантум на знаење, полесно се адаптираат, меѓутоа тука од бивително значење е како детето ќе се развива, неговиот психолошки ментален развој, дека децата се разликуваат, дека јас значи предавам во средно училиште. Така да во деветолетките, значи друг е пристапот кон јазикот, друг е во средно училиште каде што не се спремаат за завршниот испит за матура. Постои ли одредена возраст која е идеална да се почне со изучување на странски јазик или тоа е мит? Не е мит. Значи, според мене најидеално е трето одделение, бидејќи во прво одделение они учат кирилица. Во второ почнуваат со латиницата. Мислам дека трето одделение е оптимум, бидејќи детето ќе ги совлада и кириличното и латиничното писмо, да не прави грешки, да не ги меша буквите, дека наоѓа хаос, настанува хаос во тие мали глави. Значи треба да слегне.
за се и за јазикот треба време да слегне се со цел активно да почне да го совлада, значи и вокабуларот и писменоста. Чисто едно кратко потпрашање кога сме кај оваа тема, што ги советувате родителите во предшколска возраст, што многу децата ги оставаат со телефоните во раце, па на тој начин го учат јазикот, гледаат цртани филмови, па потоа имаат проблем да го научат мајчиниот јазик. Некогаш разговараат ли вака ваши пријатели околу овие теми, што тука ги советувате како професор? Да, тоа е актуелна тема, значи родители од најмала возраст ги даваат телефоните. Или за да одмора малку, ајде, да, половина час, детето ќе најде нешто на странски јазик, неговото мозоче тоа го впива. Да, приклучени се на YouTube, значи ги гледаат тие цртани филмови, меѓутоа тоа не е ни голема предност. Значи, при развој на менталниот склоп на детето, поважно е да игра со играчки, да има сликовници, значи визуелниот дел. Малце да се трнеме од техниката, бидејќи многу е техниката навлезена во сите пори на општеството. Меѓутоа за јазикот конкретно за јазикот конкретно е убаво и корисно, бидејќи имаат туторијали, значи изговорот кога слушаат англискиот, имаме значи англиски, значи со англиски исто американски изговор и така да они од најмала возраст може да го разликуваат и вокабуларот, дали американски, дали е бритиш или американ инглиш. Затоа што предавате во средно образование, нивото на кое што се користи англискиот јазик таму е многу повисоко, па токму затоа и средното прашање дали дел од учениците велат дека разбираат се, меѓутоа не знаат да возвратат и да се развие конверзација на англиски јазик. Колку таа психолошка бариера влијае врз начинот на кој што и вон наставата ќе се користи англискиот јазик, а верувам ќе се согласите дека јазикот доколку не се користи, не се памети, се заборава лесно. Така, точно. Значи јас ги пуштам учениците сами да се изразуваат, не ги прекинувам и доколку прават грешки. Додека ако ги прекинете, ќе настане блок. Значи психолошки нема да продолжи конверзацијата. И дури отпосле ги уочуваме кои се граматичките грешки, како, и они се учат сами на своите грешки. И следниот пат тоа нема да се повтори, значи ќе го совладаат тој дел од граматиката. Така е најдобро. Професорот колку што може да биде добар, под наводници може да биде и лош во однос на траумите што едно дете може да ги носи по одреден предмет, во случаите и со англискиот јазик. Што е она што денес еден професор по странски јазик го прави добар професор? Дали е тоа предавањето на лекцијата или нешто повеќе? Како странскиот јазик повеќе да се доближи до сите деца, дури до оние кои што немале можност како помали да го слушаат некаде, па со помала самодоверба пристапуваат кон учењето. Ова ете го поставам и од лична перспектива, јас сум имал таков проблем со малку построги наставници по англиски јазик, а цената сум ја платил малку подоцна во животот, додека го научам тој јазик поради траумите што сум ги имал, затоа што ете, за разлика од некои други деца, не сум можел тогаш да гледам цртани на други странски јазици, не сум ги имал тие услови, па сум дошол понеподготвен на училиште. Така, значи професорот или тичер, како што викаат на англиски, не е само трансмитер или пренесувач на информации или предавања, субопарно да кажеме. Значи, ние прво треба да стекнеме доверба кај учениците, мотивирачкиот дел, да ги мотивираме, се со цел они полесно да го совладат материјалот. Во овој процес, значи, многу е важен триаголникот, што се однесува значи, ученик, родител и професор. Доколку таа комуникација не е добра, нема да имаме успех. Значи, како класен раководител и предметен професор, треба значи во текот на едно полугодие по 2 пати значи да имаме средба со родителите и да алармираме каде има некои недостатоци, се со цел да се надминат тие недостатоци и ученикот да добие највисока оценка или да го совлада материјалот целосно. Како професори, каква е вашата мисија за да ги мотивирате учениците не само да ја совладаат материјата, туку и конкретно за англискиот јазик да го користат и вон наставата? Па во тој контекст имаме ние и вон наставни активности. Еве имам моментално соработка со американското катче, каде носам група на ученици кои што
присуствуваат на различни работилници, гледаат филмови на англиски јазик без сабтајтл, потоа имаат native speaker, значи предавач, и повеќе го прошируваат нивното знаење за англискиот јазик и американската и англиската култура. Исто така имаме соработка со EU House, каде што се чести гости во панел дискусии кои што се на база на образованието, бидејќи повеќето од учениците го продолжуваат нивното образование во западноевропските држави. А во училиштето организираме дополнителна настава за талентирани ученици, кои што ја моментално спремам за прва и за трета година. Значи во прво полугодие се прави селекција, со што имаме интерни испити и ги селектираме учениците. Во второ полугодие имаме надпревари во организација на ЕЛТАМ по англиски јазик за средни училишта, така да тие се во наставни активности кои што ги мотивираат децата за поуспешно да го совладаат јазикот. А сакаат да учествуваат во нив, имаат интерес верувам пројавуваат. Со тоа се развива надпреварувачкиот дух и они имаат голема желба, имаме голем интерес. Ја споменавме вештачката интелигенција, алатки за превод. Колку тие денеска ја менуваат вашата професија? Колку им помагаат на учениците или според вас постои ли опасност, предстои ли опасност да станат помрзеливи во исполнувањето на задачите кои што им ги давате дома? Имате ли професорите некоја тактика, стратегија како да откриете колку им помогнала вештачката интелигенција во креирањето на проект или на домашна задача, колку се вложиле сами? Колку ви ствара сето ова конфузија денес? Па така, значи во оваа дигитална ера, значи дигиталните алатки треба да се користат до одреден степен. Значи човечкиот фактор не треба се занемари. Значи они треба да ги користат колку да приберат информации. И сите тие информации да ги парафразираат со нивни зборови, а не да се копира сето тоа што е на интернет. Еве ќе посочам еден мој пример, кога дадов писмена работа, една тема, претходно ја дадов темата, кога почнав да ги прегледувам писмените, па половината и повеќето од класот го имаше истиот текст, што беше препишано од интернет, и потоа беа казнети, и им посочив како самите да почнат да расудуваат, да размислуваат со своји зборови, дека секој едно дете има своја имагинација, свој пристап кон одредена тема, а не интернетот што налага или оние глобални информации што ги имаме од таму. Значи дека сега имате навистина одговорност, така и просветните работници е секогаш голема, меѓутоа и менување на начинот на кој што се одвива наставата во однос на тоа да препознаете, да спречите и да канализирате, како што рековте. Да, точно. Предпоставуваме дека поголем предизвикот. Предизвикот е голем, да. За крај, вашиот совет за сите оние кои постојано го одложуваат запишувањето на курсеви за повозрастните, како најефикасно да се совлада јазикот во ова брзо темпо на живот? Конкретно зборуваме за англискиот, бидејќи е потребен, да. Англискиот е, значи, како први јазик, можам да кажам, значи во цела комуникација, така да никогаш не е касно да се почне да се изучува јазикот. Сега имаме убрзани курсеви за возрастни, меѓутоа јас би ги преферирам индивидуалните часови, каде што професорот може да се посвети на соговорникот или на ученикот, и така најбрзо се учи. Меѓутоа и на интернет има многу програми кои што се помагаат, значи туторијали разни кои што може да им помогнат во успешно совладување на јазикот. Благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро утрово, што помоабетивме на оваа тема. Ви благодарам и јас. Благодарам за гостувањето, секако се надевам дека ќе имаме прилика и за следна средба. А во продолжение во наредните минути, пред да продолжиме и со останатите содржини подготвени за денешното издание на Македонија наутро, ќе слушнеме убава македонска музика.